спортски манифестации. Например, овде имаме и навијачки групи кои што се трудат, тоа е добро да ги оживееме. Талентирана нација за спорт сме, јас би рекол. Да, има и многу спортови индивидуални, например, кај што луѓево не ги цениме доволно. Предходниот век, вие веројатно паметите кога била полна Јужна кога играл Вардар. За Вардар највеќе тоа дедо ми останал, дедо ми вика со точаци, вика сме иделе од Ѓорче, вика до градски стадион, вика да го гледаме. Препол стадионот Вардар. Да. Плюс сега што американската амбасада горе, луѓе се качуваа горе со двогледи да гледаат утакмица, пошто немаше големи трибини. Под трибините луѓе сите имаат транзистори во рака, сите слушаа фудбал. А 87 година од Македонија на надпревар со Раднички Ниш, отидовме Вардар да го гледаме во Ниш, 5.500 луѓе. Навијачка група, пола стадион го наполнивме тогаш. Тоа ме потсеќа на 2012 кога беше ракометот во Ниш, кога беше онака да, еуфорија исполнет, мислам скроз исполнет од 3.500 луѓе во Скопје, уште 1500 надвор од Скопје отидоа во Ниш и тоа беше изгледаше прекрасно во тој период. Да, епа. И уште еден интересен податок да ти кажам, кога збориш за стадиони, далечната 63-та година македонските иселеници од Австралија понудиле на тогашната сојузна влада на Југославија, или после земјотресот, изградат стадион од 100.000 луѓе, нема да веруваш, каде нешната нова пошта тука требало да биде, лоцина стадионот е требал само еден услов што го барале луѓе од Австралија било стадионот да се вика Гоце Делчев. И не прифатиле.